Почитувани гледачи, драги пријатели, добре дојдовте, ова е четвртата емисија од овој подкаст ВМРО ДПМН зборува. Драго ми е што не следите, ни давате сугестии и предлози. Ние сме тука за вас и продолжуваме со нова емисија. Во ваш интерес да ги споделиме нашите политики. Младите луѓе, за жал, изминативе години беа во последен план во политичката сцена во Македонија. Минатата власт на СДСМ и ДУИ немаше никаков план за спроведување на политики за подобрување на животниот стандард за младите. Иако устите им беа полни со зборот млади, не направија никакви суштински проекти за истите. Доколку немање учебници, немање стипендии, нечовечки услови по студентските домови им беа цел на минатата власт, тогаш честитам успеаа. Ветуваа брда и долини, нови студентски домови, студентски градови, електронски уреди за сите ученици, ама од ова добивме да немаат ниту книги, па така студентите мораа и средношколците беа оставени самите на себе да се снаоѓаат. За среќа, новата влада предводена од ВМРО ДПМН не ги заборава младите. Уште во првите 100 дена се најавија проекти во интерес на младите. Иако не е за фалење, учениците добија книги на почетокот на школската година. Најавени се 18,5 милиони евра за реконструкција на студентските домови, вработување на 600 млади специјализанти, поддршка за отворање на бизнис до 30.000 евра, 250 евра за сите студенти за нов електронски уред и уште многу други проекти од големо значење за младите, за кои на мое огромно задоволство оваа неделна вечер ќе разговарам со председателот на УМС и пратеник во Македонското собрание Сергеј Попов. Сергеј, добре дојде. Добро те најдов. Многу ми е драго што имаме можност тебе вака како млади луѓе, представници, особено ти представник на младите во државата, како подмладок на партијата ВМРО ДПМН и во Македонското собрание. Би сакал да почнеме со темата што ни е денес. Директно, дали младите добија партнер во владата? Тино, да, апсолутно младите луѓе во Република Македонија добија партнер во владата предводена од ВМРО ДПМН на чело со премиерот професор доктор Христијан Мицкоски. Тој одговор јас би го поделил во два дела. Прво, оној дел, како што приметив и ти во твојот вовет, истакна делот мерките кои што се најавени конкретно за млади, но јас младинската политика би ја гледал малку дури и пошироко од ова. Младинска политика во едно општество представува се. Да, младинска политика најмногу се студентските домови, студентските стипендии, студентскиот оброк, високото образование, условите во факултетите, дигитализацијата на истите и така натаму, меѓутоа младинска политика представува и се она што не обкружува. Така да јас гордо можам да констатирам, а велам гордо, бидејќи јас бев еден од оние луѓе од ВМРО ДПМН кои што најмногу природно ги третираше младинските прашања во рамки на ВМРО ДПМН и можам гордо да констатирам дека воопшто не се срамам и на некој начин обелен ми е образот од страна на мојата политичка партија ВМРО ДПМН, бидејќи во Република Македонија сведоци сме на сеопшта нормализација на состојбите во сите можни области. Ние веќе не го палиме телевизорот дома и прва вест не е дека некој голобрадо момче купило трговски центар, веќе прва вест не е на вестите дека синоќа имало пукање како во мафијашките филмови од Холивуд, веќе прва вест не е дека се запалила некоја модуларна болница, веќе прва вест не е некој друг коруптивен скандал, кој што едноставно животот на младиот човек, без разлика дали доаѓа од социјално ранлива категорија или можеби е млад човек кој што е добро ситуиран, сепак му доаѓа на некој начин да му збоктиса и да сака да се исели од оваа држава, но покрај сеопштата нормализација која што се случува во Република Македонија, тоа што институциите почнуваат да функционираат, тоа што веќе 3 години градоначалници од ВМРО ДПМН немаат ниту еден коруптивен скандал, тоа што немаме коруптивен скандал на ниту еден министер или заменик министер или директор именуван од редовите на ВМРО ДПМН, ние како партија во првите 100 дена излеговме со повеќе мерки и проекти и понуди кон младите луѓе, отколку што Социјалдемократскиот сојуз пред тоа имаше направено за 7 години. Така да можам да кажам дека навистина сум
Сум многу горд на тоа што го прави владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и би сакал да заклучам дека по сеопштата нормализација на состојбите во државата, младите луѓе можат да констатираат дека Македонија почнува да личи на нормална држава и Македонија почнува да личи на држава која е мајка на своите млади луѓе, а не маќа. А доказ за тоа се проектите кои што и ти ги спомена, а јас понатака во емисијата со задоволство и подетално ќе ти ги елаборирам. Ти благодарам за војот, Сергеј. Можеме да заклучиме дека младите добиле поддршка во владата. Да почнеме со одредени проекти. Јас би се задржал на годишната конференција, каде што како политичка партија, како младина, најавивме вработување на 600 млади специјализанти. Може ли нешто повеќе околу ова? Може, да. Проблемот со младите лекари во Република Македонија беше огромен проблем изминативе години. Нема млад човек на улица што ќе го сретнеме и јас и ти, кој што нема да ни каже дека за младите лекари во оваа држава услови за да се развиваат на достоинствен начин, онака како што треба, нема. Затоа ВМРО-ДПМНЕ акутно пристапи на решавање на тој проблем и се обврза дека во буџетот ќе предвиди средства за вработување на 600 приватни специјализанти. Чинам дека веќе повикот помина, дека приватните специјализанти кои што имаат желба да се пријават и да добијат понуда за работа од страна на државата веќе истото го направија. Значи проектот се одвива одлично и верувам дека во догледна иднина овој проблем ќе се реши, кој што е децениски проблем, а го решаваме во првите 100 дена. Она разлика исто така која што сакам да ја воочам на младите луѓе е тоа што порано бевме сведоци дека младинските организации, младинските представници се третира паушално. Да не забораваме на едни селфиња на едни студентски лидери со едни премиери во собранието, кога ветија не знам какви стратегии, стратешки планови дека ќе развиваат, дека ќе го решаваат студентскиот стандард, домувањето и така натаму, а патем пред 7 години имаа ветено 5 студентски града, потоа се сведоа во последната година од владењето да направат гордо селфи и да ветат дека ќе сменат било што, па отиде и премиерот и ручаше во еден од студентските домови, мада тоа и е убаво, бидејќи верувам дека тој ден поубава храна им имаат приготвено на студентите. Во секој случај ние сме сведоци дека се слуша гласот на младите. Универзитетското студентско собрание уште во првиот месец, ако не се чинам, беше тоа, беа на средба во повеќе институции, во повеќе министерства во владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Секаде не идоа на слух и секаде оние барања кои што во овој момент можеа да се исполнат, им беа прифатени. Никој не ги злоупотребуваше со нив да се слика, никој од нив не правеше театар и пиар, туку едноставно гледаше да ги сослуша и дел од младинските проблеми да бидат решени. Ја спомена годишната конференција. На таа годишна конференција премиерот промовираше 2 мерки за млади, кои што се исклучително квалитетни мерки за млади и навистина може да влијаат да го променат животот на младиот човек. Една од мерките беше субвенција државна со новиот буџет нели од следната година, бидејќи овој го оставија за до јуни, за после јуни немаше пари ниту за леп, како да ќе беше крај на светот. 250 евра субвенција за сите студенти во Република Македонија за купување на електронски уред. Сега разликата тино е, премиерот од ВМРО-ДПМНЕ во први 100 дена ветува електронски уред, субвенција за сите студенти во Република Македонија. Премиерот на СДСМ 7 години мачи како да обезбеди учебник да се испринта за секое дете во Република Македонија. По-пластична разлика од ова, мислам дека не можам да ти направам. Друга работа, премиерот вети отворање на фонд од 10 милиони евра за поддршка на бизниси за млади лица до 29 години во вредност од до 30.000 евра. Сега повторно ќе ти направам разлика. Имаме премиер на ВМРО-ДПМНЕ кој што ветува поддршка за бизниси за млади до 29 со поддршка и до 30.000 евра. И имаме претходно прва вест на Тајм МК, тренинг на магаре. Парите за стартапи во тоа време одеа за стартапи кои што тренираат талентирани магариња, парите
за стартапи во време на ВМРО ДПМН ќе бидат насочени кон креирање иднина на младите луѓе овде во Република Македонија. Ние од младите луѓе мораме да направиме силни, независни финансиски индивидуи. Луѓе кои ќе бидат додадена вредност во ова општество. Луѓе кои потоа ќе креираат нови работни места. Луѓе кои ќе бидат примери во својата средина. Доколку што повеќе млади луѓе ги мотивираме да отворат стартап во Македонија, со тоа ќе ја стимулираме домашната економија, со тоа ќе отвораме работни места. Така се работи за младите луѓе во Република Македонија и само вака ако продолжиме, младите луѓе ќе можат да увидат одредена разлика во наредниот период. Пак да напоменам, 100 дена се поминати. 120 еве може би се сега. Не се поминати 7 години, како во време на СДСМ, а резултатот да биде една голема нула. Понатаму, како голем проблем за младинското иселување, ние го детектираме и домувањето. Едноставно невозможноста да основа младиот човек семејство. Неговата неможност да заплови во посериозни води во животот, бидејќи не може да обезбеди кров над глава за своето семејство и идните своји синови или ќерки. Сада само од некоја причина го укина тино проектот Дом за млади. Моментално се работи на надоградба на истиот тој проект, да се видат, може би имал некои аномалии, не викаме, времињата се менуваат. Тој проект започна во влада на ВМРО ДПМН пред околу 10 години. Верувам дека работите се променети, состојбите се променети, тој проект треба да се ревидира, но се работи активно на негово подобрување и во најбрз можен рок тој проект ќе биде повторно пуштен во оптек, каде што младите луѓе ќе добиваат директна помош од државата за да отпочнат семејство овде во Република Македонија. Ти благодарам. Можевме од ова да заклучиме дека владата ќе инвестира во иднината на младите за нормално тие да останат тука, да творат и да живеат понатаму и нормално да имат помош од неа за купувањето и на дом и понатаму не знам како ќе оди таа процедура, но оставаме да видиме. Во твојот говор напомена за студентските домови. Како што најави премиерот Христијан Мицкоски, 18,5 милиони евра ќе има за реконструкција на домовите. Може ли нешто повеќе околу? Повторно ти благодарам, правиме разлика. Премиер на ВМРО ДПМН, премиер на СДСМ. Премиеров на СДСМ ветува 5 студентски градови во 5 различни градови во Македонија, не испорачува ништо, студентските домови се распаѓаат, изгледаат како сцени од најпознатите хорор филмови, како сцени од екзорцизмот на Емили Роуз филмот, изгледаат нашите студентски домови, поминуваат 7 години, студентските домови се во иста состојба. Премиер од редовите на ВМРО ДПМН во првите 100 дена конкретен план. Кузман Јосифовски Питу во моментов се реконструира и во напредна фаза е неговата реконструкција. Универзитетското студентско собрание имаше прилика да изврши увид во градежните работи, што е еден голем исчекор, ако смеам да констатирам, бидејќи се канат студентските представници, младинските представници, директно да имаат увид што за нив се прави. Не да им продаваат празна слама со спотови на Facebook, а тоа во реалност да не постои. Директно да видат. И премиерот Христијан Мицкоски рече дека 18,5 милиони евра ќе бидат инвестирани во реконструкција на студентските домови. Значи, ова е план. Тоа претходно е пиар. Никогаш повеќе политиката во Република Македонија, особено не за млади луѓе, не смееме да ја водиме врз база на ефтин пиар. Бидејќи од тој ефтин пиар завршивме со години, 7 години да не можеме да ги мотивираме младите луѓе да излезат да гласаат. Бидејќи не можеш да им ветуваш 5 студентски града, не можеш да им ветиш младинска гаранција дека ќе ги вработиш сите по завршувањето на студиите, знаеме дека не можеш да го направиш тоа, барем не во државната администрација, невозможно е, премногу луѓе се тоа, не можеш да ги ветуваш сите овие брда и долини, а потоа да се сведеш на спотови, а паралелно на младите луѓе и животот да им го претвориш во своевидна шпанска серија, која што ќе ја гледаат секој ден на вестите, на телевизиите, на ТаймМК, на социјалните мрежи и на интернет порталите, каде цело време ќе гледаат корупција и ќе се фрустрираат.
Бидејќи секој еден оној млад човек изминативе 7 години, кој не беше доволно моќен да ја компрометира државата и функционерите и на тој начин да дојде до она кое што реално го заслужува и му следува, тој млад човек во државата гледа маќја. Не може да гледа мајка. Државата за едни беше маќја, за други беше мајка. Затоа имавме млади од прв ред и имавме млади од втор ред. Функционерите на власта ги омаловажуваа младите, ги нарекуваа неамбициозни, дека затоа не се милионери, дека затоа не можат да купат мол во центарот на градот. Тоа време заврши, доаѓа време на проекти, доаѓа време на реални мерки и доаѓа време да младиве се осетат дека живеат во нормална држава. Така е. Во твоето излагање имаше исто така напомена и за нечовечките услови во студентските домови, конкретно за храната. Се осврна. Што се случи со студентскиот оброк? Може ли нешто подетално околу тоа? Знам, они нешто намалуваа, правеа, па се на некој начин наводници се тегнеа со студентите, не им дава... Студентскиот оброк, Тино, е една пародија на СДСМ. Имено, јас после изборите, кога станав пратеник во Собранието на Република Македонија, прва работа сериозна која што дојде во парламентот, беше ребаланс на буџетот. И искрено, и јас бев шокиран колку не се грижале за младите. Зошто? Значи, не може да правиш буџет за една година, а пари за младите да предвидиш за 6 месеци. А погоди Тино на 6-тиот месец имаше избори. Сега, дали мислеа дека овие париве за младиве сега ќе ги пренасочат кон подкуп на нешто друго, па така ќе ги добијат избориве, а после не знам од кај ќе наоѓаат пари за младите, или пак мислеа дека можеби крај на светот ќе дојде веднаш после изборите, или што и да мислеа, но во буџетот недостасуваат ино 600 милиони денари за исплата на студентски оброк до крај на година и за исплата на студентски стипендии до крај на година. Има некои паушални објаснувања од типот, ама и ние ќе правевме ребаланс, ама не знам што ќе правевме, луѓе, пари во буџетот немаше. Значи, доколку ВМРО ДПМН не седнеше и со својот економски тим да изнајде од некаде пари за да се исплатат оброците и стипендиите до крајот на годината, тоа немаше да се случи. Во буџетот пари на таа ставка немаше. Може кој што сака да објаснува, но буџетот беше испразнет. И не се само студентите, пример, испразнети беа ставките речиси секаде. Буквално Тино мислеле дека после 6-тиот месец ќе дојде крај на светот, планетава повеќе нема да постои и све е веќе релевантно, бидејќи они да ни биде најдобро па до тој месец. Така да студентскиот оброк е една пародија на Социјалдемократскиот сојуз, мерка која што ја имаме донесено сите заедно со консензус, но за жал тие игра многу нечесно со средствата предвидени за субвенциониран студентски оброк и со средствата наменети за студентските стипендии. А кога сме кај студентските стипендии, сигурно се сеќаваш и кој ги добиваше тие студентски стипендии. Дека процесот не беше по мерит систем, дека не беше по заслуга, туку дека беше по кој е подобен, кој не е подобен, а кој е подобен, кој не е подобен, зависеше прво од потеклото на младиот човек, значи кој му се мајка и татко, а второ зависеше од политичките ставови на конкретниот човек кој што треба да ги добие тие стипендии. Повторно, држава за едни маќја, за други мајка. И после се иселувале младите. Нормално дека ќе се иселуваат. Баш тука би сакал да те фатам, иако кажа неколку аспекти од ова, имало проблем, секогаш ќе има проблем со иселување, нормално е тоа, но еве сега имаме можност како власт да го промениме тоа. Кои би биле чекорите да го спречиме, да го намалиме барем ова иселување кое што беше изминативе години? Тој процес нема да биде воопшто лесен, бидејќи многу голема штета е направена. И многу тешко се враќа до вербата кај луѓето дека не се сите исти. А луѓето се иселуваат бидејќи очигледно во изминативе 30 години, кој помалку, кој повеќе, но не ја завршиле претходните влади работата доволно добро кога се младите луѓе во предвид. Да го земале тоа за сериозно прашање, претходните влади ние немаше да имаме волку младински проблеми. Некој проблем ќе беше решен.
барем ќе имавме реновирани студентски домови, или ќе немавме проблем со лекариве, или ќе немавме проблем со младинската невработеност и слично, но патот за враќање на младите луѓе во Република Македонија е преку прво нивна вклученост во одлучувањето, да ги прашаме што мислат, ама не паушално, да ги прашаме што мислат, да бидат седнати на маса и да бидат дел од одлучувањето, и мерките да бидат креирани од млади за млади. Да не бидат креирани адхок од луѓе кои што млади биле пред 50 години, туку да бидат креирани од луѓето кои што ја живеат реалноста во тој момент. Да се подобри перформансот на сите сфери од општественото живење. Почнувајќи од судство, продолжувајќи со обвинителство, завршувајќи со Министерство за внатрешни работи и продолжувајќи со сите институции кои што функционираат во државата. Доколку сакаме млад човек да не се исели од Македонија, не може тој човек да чека правда за одредено прашање 15 години. Не може да имаш сообраќаен прекршок на суд да завршиш за 5 години. Не може за иста работа за некого да има обвинение, за друг да нема обвинение. Не може најпроста работа да не може да се заврши без да има врска. Не може мито да им се бара на луѓето за се. Не може да ги тераш да спијат во мувлосани соби. Не може да им даваш храна која што е под секаква нутритивна и вредност и човечко достоинство за да го јадат. Не може универзитетите да не се дигитализирани, ама воопшто. Не може уште да се пополнуваат пријави, харти, еден куп, такси да се плаќаат со уплатници во банки. Луѓе, срамота е. Мораме да ја дигитализираме државата, мораме да донесеме правда во државата, мораме да ја намалиме корупцијата во државата, мораме да го подобриме перформансот на сите институции, бидејќи, како што ти кажав, младинска политика е се што не обкружува. Младинска политика и тоа што градоначалничката на Скопје не го собира ѓубрето во градот. И тоа е младинска политика. Не смееме младинските прашања да ги сведеме на спортски терени, студентски домови и високо образование. Се е младинска политика. Од градоначалникот во Штип, дали си ја врши работата како што треба, до министерот за култура, преку председателите на судовите, сите се дел од мозаикот кој што или ќе ги избрка младите луѓе од Република Македонија, или ќе ги задржиме младите луѓе во Република Македонија. Не може тоа да се направи само преку овие најкласични младински мерки. Тие се фантастични и со одличен стимул за многу процеси, кога се младите луѓе во прашање. Но доколку на младиот човек една од овие мерки му ја дадете, но паралелно му го згадите животот со 1000 други неправди кои што ќе му ги нанесете, не сте си ја завршиле работата. Младите се иселуваат некогаш и поради неправда направена врз неговите родители. Се разочарува едноставно. Не се сите млади луѓе иселени од Македонија од финансиски поводи. Многу се од вредносни, како се вика, побуди. Не може да живее во вакво општество. И не функционира. Неподносливо му е, не може. Не може да трпи толку неправда. Не му се допаѓа тоа што на комшијата му се случило така. Му се живее во понормално општество. Затоа кажав и многу сум горд што за само 100 и нешто дена покажавме дека Македонија може да биде нормална држава. Кога мислам нормална држава, мислам и на тоа да имаме премиер кој што ќе биде достоинствен, кој што ќе отиде во меѓународната заедница и достоинствено ќе ги застапува македонските национални интереси. Еве ти уште една разлика. Македонски премиер кој што оди и лобира за македонските национални интереси, кој што дава конкретни предлози како да надминеме одредени проблеми во меѓународната политика, а пред тоа имавме премиерот СДСМ кој што ќе ја мажеше Македонија за богата девојка Тино, а таа богата девојка беше Европа. И сега да не навлегувам во неговите гафови, веќе стварно е ирелевантно, бидејќи живееме нова реалност, но разликата е огромна. И морам да ги правам овие паралели, не случајно ги правам, бидејќи пробувам да допрам до младите луѓе. Не секогаш младите луѓе се многу политички информирани или образовани. И тоа не е ни работа. Не секој млад човек ги анализира сите политички процеси во детали. Некогаш се читаат само
наслови. Некогаш си мета на некоја пропаганда на Facebook од страна на некои радикални партии кои што ги уверуваат младите дека Македонија може да оди до Индија и слично. Сакам да пластично да им представувам на младите дека не се сите исти. Еве не се. Дадов 10 примери каде што претходните премиери не срамеле, а моменталниот премиер не прави да бидеме горди на својата држава. Ти благодарам, Сергеј, уште еден одличен пример на разликата на минатата власт на СДСМ и ДУИ и ова сега од ВМРО ДПМН. Скоро сме на крај, би сакал да, бидејќи сепак ти си председател на УМС, дали може да ни кажеш како функционира, сам не знам, меѓутоа како функционира организацијата, кои се идни планови, некои успеси на меѓународно поле, да откриеме вака за гледачите и тоа да се пофалиме како УМС. Добро, Тино, Унија на млади сили на ВМРО ДПМН е нескромно. Ќе истакнам дека е најдобро организиран, најголем, најмоќен политички подмладок во Република Македонија и тоа го докажуваме во сите сфери. Прво преку квалитетот на луѓето кои што се дел од нашата организација, преку масовноста на нашата организација, преку структурната подготвеност на нашата организација, пред само од прилика 10 дена ја наполнивме спортската сала Билјанини извори во Охрид, еден прекрасен, моќен настан кој што беше вулкан од сила, од енергија, каде што премиерот најави многу добри мерки за младите луѓе. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН на меѓународно поле исто така изминатите 4 години забележа огромни успеси. Бевме домаќини на 2 генерални собранија, на 2 младински организации на Европската народна партија, и на студентската, и на младинската, и на European Democrat Students, и на Youth of European People's Party. Бевме домаќини на 2 најголеми, се тоа младински организации во Европа, што значи дека УМС 2 пати беше домаќин на најважните младински политички случувања во Европа. Паралелно, ние имаме заменик генерален секретар на European Democrat Students. Тоа е нашиот другар, членот на извршниот комитет Дамјан Коњановски. Понатаму Унијата на млади сили во периодот кој што следува исто така планира многу активности кои што допрва младите луѓе ги гледаат. Всушност УМС не запира. Јас не можам вака да ти истакнам што попрво ќе дојде, бидејќи навистина не запираме. Прва работа во понеделник имаме прекрасен настан, ораторска вечер Петар Попарсов, традиционален настан на Унијата на млади сили. Утре вечер му доаѓа тоа, да, кој што ќе биде исто така одличен настан, каде што како Унија на млади сили се трудиме да го подобриме перформансот на нашите членови, бидејќи еве како што гледам, ние сме во право во државата. Но доколку тоа не знаеме како да го објасниме, за жал ќе не победи некој друг кој можеби не е во право, но подобро зборува. Па не ме гледај што правам, слушаме што зборувам и ќе успее да ги изманипулира младите луѓе. Исто така организираме безброј академии во соработка со фондацијата Конрад Аденауер, со фондацијата Јарл Хјалмарсон од Шведска, така да навистина УМС функционира на сите полиња буквално. Тоа е многу добра прилика да ги повикаме сите млади кои што сакаат да се приклучат во Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Ние сме отворени, спремни и не чека многу работа, не запираме. Сергеј, ти благодарам за оваа вечерашна емисија. Се надам дека ги задржавме гледачите и се надам дека бевме интересни. Доста проекти, доста проблеми со кои што се соочуваат младите дискутиравме и ти благодарам уште еднаш за ова твое гостување. Ти благодарам тебе за поканата. А ние се гледаме веќе во среда со нов гостин, пратеник во Македонското собрание, не го откривам името. Ќе бидеме во живо, ќе можеме да дискутираме, да споделиме некои политики кои што се моментално важни во собранието. Ви благодарам за гледаноста, поздрав и секое добро.